Здраво трейдери! Денес ќе зборуваме како размислуваат протрейдерите, а како размислуваат wannabe Instagram трейдери. Постои една стара изрека: животот е патување, а не дестинација. И верувај ми, во трейдинг ова правило ќе ти биде најголемиот спас. Губење пари на маркетот. Психички силно удира, но не е ништо страшно. А тебе те прави тажен, фрустриран, а дури луд. Заработуваш нешто и бам, парите ги нема. Што почнува тогаш? Тогаш почнува да се појавуваат негативните мисли, нели? Онај напад на систем. Но слушај, имам тајнство за тебе. Ако сакаш да не се чувствуваш поразен во трейдинг, слушај внимателно. Се е до мајндсетот. Точно така, кога ќе го префрлиш фокусот од парите кон самиот трейдинг процес, веруј, работите се менува. Целата игра се менува. А ова е game changer. Зато стегни се и ајде да влеземе подлабоко како да ја превземеш контролата на твоето трейдинг патување. А ако не ме познаваш, моето име е Димитар и сум full-time трейдер. Тргувам со повеќе од $350,000 по топ фирми и реал капитал. Јас сум основач на Trading Lab, заедница што ви нуди вистински свет за трейдинг. Ајде да зборуваме за една скриена психолошка замка во трейдингот. Една единствена работа што никој не ви ја кажува. Директно фокус на парите. Како да се збогатам, е најголемата грешка што ја правите во овој бизнис. Тоа е ментална замка, кафес, ве заробува. За да успееш како трейдер, ти треба вистински интерес и пасија. А парите секогаш се на второ место. Фокусирај се да работиш на тоа што го сакаш и што те исполнува. Ако се фокусираш само на пари, процесот е готов. Замисли си кога парите се единствен фокус. Правиш овертрейдинг, влегуваш со поголем ризик, ги прекршиш правилата. А зошто? Само да стасаш побрзо до таму. Но како што кажа, тоа е голема грешка. Кога ќе отргнеш фокусот од доларот, се ослободува ментален простор и време. Време за протрейдер, да заработуваш пари од овој бизнис. И веруј, е многу полесно колку да бидеш wannabe трейдер. А повеќето луѓе ова го пропуштаат. Поинтересно му е да прават фама околу трейдинг, да покажуваат лоша слика, лажна, дават надеж, а и самите не веруваат во тоа. Ако се фокусираш на тоа да бидеш конзистентно профитабилен, парите ќе си дојдат. А фокусот се држи на едж, на стратегија, на систем што ќе функционира. А системот го правиш ти. Изгради правилни трейдинг навики. Ова е клучното. Емоциите се најголемиот непријател во трейдингот. Ако мешаш емоции во трейдингот, тогаш си готов. А зато не велам да немате емоции, но пробај да ги контролирате. Ја успеете многу повеќе отколку со емоции. Зато кога го следиш планот, ризикот се намалува. Еджот што ќе го формираш во текот на годините и ти ги донесе сите потребни работи, пари и рутини и навики. Зато ризикувај со ризикот како професионалец, не влегувај со повеќе од тоа што треба, немој да правиш овертрейдинг, во ниеден случај ни FOMO. Немој да гледате во се можност за отворање позиција. Трейдовите се како бус. Еден оди, друг доаѓа. Но чекај го правилниот бус што ќе те однесе на правилната дестинација. А професионалците имаат план каде влегуваат, каде излегуваат. Исто така имаат и план ако маркетот тргне контра нив. Со пресметан ризик и со едж што му веруваат. И најбитно од се, професионалците имаат самодоверба. Немој да се саботираш во процесот. Како што напоменав, не се фокусирај на парите за да не дојдеш до очај. Фокусирај се на процесот, што повремено ќе го усовршуваш и ти даде доверба, ти даде слобода, ти даде успех во трейдинг. Протрейдерите не се саботираат. Една единствена работа ке слабите трейдери е нивниот мајндсет. Сите размислуваат исто. Тие мислат дека може да го предвидат и контролираат маркетот, да не изгубат ни еден цент, а да добијат се на маркетот. Епа за жал така не функционира нешто. Никој не знае каде ќе оди цената следно, но можеме да предвидиме и да чекаме реакции. А протрейдерите го знаат тоа и се помирени. И затоа се резултатите спротивно од малите трейдери. Кога влегуваш во позиција, има одредена цел каде влегуваш и каде излегуваш, а останатото оставимо во на маркетот. Немој на секој кендел да реагираш со емоции, пошто нема ништо да смени. Само ти се утежнуваш. Се случува да излезеш пред време, кога цената се враќа кон твојот entry point. Оп, излегуваш. Што се случува? Цената заминала од моментот, full target. Ти разочаран. Исто така, поместуваш стоп лос и оди цената директно во стоп лос. Пак разочаран. Зошто? Оти не му веруваш на системот што го градиш. А јас те велам, работи и верувај во твојот процес и биди како професионалец, пошто професионалците немаат сомнежи. Твојот трейдинг мајндсет е твојот темел и верувај, се почнува од главата. Никој не може да ве контролира дали ќе кикнете buy или sell. Никој не ви вика да влезете во позиција со over leverage. Никој не ви вика да го поместите стоп лос. Самите одлучуваат. А зато тренете ги тие навики
почнете да тргувате со мир. Трпението е клучно во овој бизнес. Имајте трпение, не оди се преку ноќ. Почнуваш од цврста основа и ќе имаш секакви периоди во маркетот што треба да ги поменеш за да дојдеш до целта што ја сакаш. Пасијата за трейдинг е интелектуален предизвик. Мораш да ја имаш вградено во себе. А ако ова не те возбудува, можеби трейдинг не е за тебе. Држи ги емоциите во контрола. Управувај со ризикот, верувај во твојата стратегија, немој да правиш овертрейдинг и оверлеверидж и знаеш што? Успехот ќе ти тропне на врата. Се гледаме следно видео. Stake and Trading.